Актуелна тема, Охрид, серија земјотрес имали простор за паника. Катерина Дрогрешка е гостинка ова утро. Прво ќе ја представиме гостинката, а потоа ќе одиме со материјалот што го подготви Сонја Рилковска, колешката од Охрид. Добро утро, Катерина, како сте? Добро утро, добро, фала. Потресена или не? Па, да бидам искрена, не. Што се случува во Охрид? Па добро. Таксативно, што е? Да. Апаратите на Сизмолошката обсерваторија будно ја следат. Мислам, ги регистрира земјотресите, ние будно ја следиме комплетно целата ситуација што во моментот се одвива во ова епицентрално подрачје, Пештани, Охрид, Струга. Од 16 јуни започната е серија на земјотреси, до сега се регистрирани отприлика околу 100 земјотреси, меѓутоа за среќа само 2 се почувствувани од граѓаните во градот Охрид и блиската околина. И за среќа, нели, нормално магнитудите се послаби некаде во магнитуден интервал до 3.9. Што вели науката, има ли простор за паника во овие моменти? Знаеме, општо е познато и научно докажано дека не може да се предвиди земјотрес, ниту слаб, ниту силен, меѓутоа има ли простор за паника во однос на она што се случи досега? Нема простор за паника во поглед на предвидувањето на земјотресите, значи не постои метода или некој начин за да можеме ние точно да предвидиме кога ќе има земјотрес со дата, време и јачење на земјотресот. Меѓутоа, она што ние со измолозите го работиме врз основа на статистичка обработка на веќе случајни земјотреси, ги одредуваме периодите на повторување на земјотресите. Така да земјотреси со оваа магнитуда 3.9 што се случува во моментот како најголема магнитуда во ова епицентрално подрачје е зачестена појава. Значи во самото епицентрално подрачје имаме зачестена појава на неколку години на појава на земјотреси со магнитуда помало од 4. Одиме сега со материјалот од Сонја Рилковска од Охрид, па потоа ќе се вратиме во студиото со продолжување на анализата. Серија земјотреси изминативе денови ги вознемирија охриѓани и бројните туристи. Најсилниот беше понеделникот утрото во 4 часот и 34 минути со магнитуда од 3,8 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот на земјотресот беше лоциран на 9 километри североисточно од Охрид на длабочина од 10 километри. Вчера беше регистриран уште еден потрес со магнитуда од 2,5 степени. Нема штети од земјотресите, но поголемиот дел од граѓаните ги почувствуваа и се вознемирија. Го осетив и причекував нешто да не се случува пак. Малку храбра сум, немам големи стравови, али нешто си помислив пак да е. Ама заспав. Малку да. Го почувствува. Се вознемиривте? Не се вознемирив. Разбуден бев. Не е опас. Доста силен земјотрес, вознемирани граѓани. Овие земјотреси ги потсетија охриѓани пред 8 години, кога во периодот од 18 јуни до крајот на август 2017 година Охридското епицентрално подрачје беше погодено од силна сеизмичка активност, изразена преку илјадници земјотреси. Според експертите, нема простор за паника. Оваков земјотрес може да генерира, да ги кажам, некои афтершокови помали, кои што граѓаните нема да ги осетат, може би ќе се случи, но тој не е голем, може ќе остане само овој, нема да има повеќе земјотреси. Сметам дека треба да се мирни. Ваков земјотрес не предизвикува никаква штета, значи никаква штета, само вознемиреност. Освен во Охрид, земјотресите беа почувствувани и во околните населени места, како и во пограничните делови во Албанија. Најповикани се од Институтот за сеизмологија или Сеизмолошката обсерваторија при ПМФ. Катерина Дрогрешка, раководителот е гостинка ова утро во Македонија наутро. Сонја, зборуваме за состојбата во Охрид, состојбата со земјотресите. Дали, Катерина, Охрид во историјата, бидејќи вие користите статистички и историски податоци, дали во историјата во Охрид имало катастрофален земјотрес и според досегашните собрани податоци, дали може да се очекува катастрофален земјотрес во Охрид? Па не, значи вака, разгледувајќи ја историската и современа сизмичка активност на ова епицентрално подрачје, до сега се има случајно неколку силни земјотреси. Станува збор за земјотреси чија што магнитуда достигнува до 6.7. Пример за тоа е земјотресот од 527 година, кој што го разрушил градот Ликнида, тој е денешен Охрид.
Понатаму земјотресите во 1911 и 1912 година, кои што имаат соодветно магнитуди 6,0 и 6,7. Така да до сега оној магнитуден интервал на појава на земјотреси со големина, значи на магнитудите е некаде до 6,7. Поголемо од 6,7, мислам до сега не се случило и не се не очекува. Медиумите се факторот меѓу информацијата и граѓаните. Дали вие соработувате со медиумите, дали испраќате податоци, дали медиумите знаат да ги прочитаат податоците? Па една од главната задача на Сеизмолошката обсерваторија е всушност да ги известуваме граѓаните за земјотресите, поточно кога станува збор за почувствуван земјотрес, да ги известиме за основните параметри на земјотресот и како е почувствуван земјотресот, дали има материјални штети, конструктивни, неконструктивни, односно не да боже нели губење на човечки животи. Меѓутоа не секој пат нашите информации се проследени до граѓаните. Така да често пати на телевизија можеме да слушнеме или да прочитаме по медиумите некои несоодветни податоци или одредени параметри за земјотресот кои што воопшто не се реални на она што ние сме го одредиле како институција. Значи ние праќаме мејлови, известувања до сите медиуми, телевизиски куќи, значи за почувствуваните земјотреси, бидејќи тоа е наша главна задача да ние ги известуваме граѓаните во случај на почувствуван земјотрес. Имате вие ваш канал, ваш медиум социјален или каков и да е вебсајт или што и да е, Да, каде што имаме граѓаните може да Facebook страна, имаме наша службена страна, мислам официјална на Природно-математичкиот факултет, бидејќи сме ние дел од Природно-математички факултет, така да на таа страница таму може апсолутно се да се прочита за Сеизмолошката обсерваторија, за целата сизмичност, не само на Охрид, него на целата територија на Македонија, и за историската, и за современата, и се она што се случува како активност што го има самата Сеизмолошка обсерваторија. Дали се тоа предавања, дали се тоа работилници, почувствувани земјотреси и така натаму. Известувања за некој земјотрес што бил порано, па сега повторно известуваме, ги потсетуваме граѓаните дека таму и таму се случил тој и тој земјотрес, толкава магнитуда и така натаму. И за мерките за заштита, исто така може да се прочита на самата страница. Пребарувајќи по информациите, се вративме во 2017 година, во јули месец, во месецот јули, кога во 15 на дена околу 1000 потреси се почувствуваа слаби до умерени во или не се почувствувале, туку се случиле според официјалните податоци во Охрид. Една од анализите вели вака: причината за нивната појава е акумулираната сеизмичка енергија долж разседите покрај северната страна на планината Галичица, особено на пресекот, поради регионалните притисоци и поместувања. Треба да се знае дека подрачјето на Македонија во близина на зоната на главниот судир субдукција на африканската и европската континентална плоча, овие блокови со текот на времето собираат голема енергија на напрегање. Природен процес кој трае со милиони години, а ќе продолжи во иднина. Така, значи тоа е точно, да. Во самото епицентрално подрачје, пред морам да напоменам дека станува збор за епицентрално подрачје Пештани Охрид Струга, која што е всушност дефинирана во раните истражувања на Сеизмолошката обсерваторија. Она што е карактеристично за ова епицентрално подрачје е дека се карактеризира со една изразено висока сеизмичка активност. Поточно дистрибуцијата на епицентрите на земјотресите е тесно поврзана со сеизмичката активност на така наречени под името раседни дислокации кои што екзистираат во ова епицентрално подрачје. Овие раседни дислокации со текот на времето акумулираат одредено количество на енергија и во моментот кога ќе се надмине на граница на еластичност на стената, доаѓа до поместување на блоковите, еден во однос на друг, каде што ослободувањето на енергијата нели е нормално создавањето на земјотресот. Она што е исто така карактеристично за ова епицентрално подрачје е покрај огромното акумулирање на енергија кој што доаѓа од регионалните страни, хипоцентрите на земјотресите се релативно плитки и затоа земјотресите дури и оние со магнитуда 2,5, како што беше земјотресот на 17-ти, и они беше почувствуван од голем број на граѓани бидејќи не постои доволно простор да се расшири таа енергија некаде во внатрешноста на земјата, него цел излегува на површината. Значи станува збор за земјотреси кои што се плитки, значи имаат плитки длабочини, се чувствувани се од граѓаните и ваква серија, исто како оваа што имаме сега што се случува нели овие последни денови, имавме во 2017 година и секако се свежи сеќавањата на граѓаните за оваа серија, меѓутоа разликата од оваа серија до таа што беше во 2017 година е што во таа серија значи имавме еден умерено силен земјотрес, почетокот беше со умерено силен земјотрес, чија што магнитуда беше 5. А сега имаме 3.7, а тоа е во границите на умерено слабите земјотреси. Уште еднаш ќе се навратиме на она што се случуваше тогаш. Последната серија земјотреси од крајот на јуни и почетокот на јули 2017 имаше длабочина од 2 до 10 километри. Во случајот на Охрид проблем беа поголемиот број постари објекти што претрпеа штета поради слабата градба, доградба, надградба, разни градежи, додатоци и слично.
сега автершоковите постепено требаше да слабеат и се претачуваа во наредните денови и недели, но една од специфициките на охридските земјотреси е малата разлика меѓу главниот удар и последователните удари. Да, значи она што се случуваше во 2017 година е во групата на така наречени под името роеви на земјотреси. Карактеристично за роевите на земјотресите е тоа што да, имаме на почетокот можеби еден главен удар, меѓутоа како континуирано се одвива целата таа автершокова активност, имаме не може да дефинираме главен удар бидејќи имаме цели серии, временски серии на земјотреси кои што имаат релативно слични магнитуди. Самата серија во 2017 година беше активирана од расени дислокации кои што досега не пројавуваа висока сеизмичка активност, меѓутоа како резултат на напрегањата од околните региони, значи ТГ се активира. Серијата траеше неколку месеци, ние регистриравме неколку илјади на земјотреси, поголем дел од земјотресите беа почувствувани бидејќи има магнитуди и над 4. Имавме 38, мислам дека беа земјотреси со магнитуда над 4. И еден земјотрес со магнитуда 5 и значи огромен број на земјотреси со послаби магнитуди, значи од 3,9 до 0,1. Имаше неконструктивни оштетувања, морам и тоа да го напоменам. Немаше големи штети, меѓутоа сепак имаше некои неконструктивни, а во одредени градби и конструктивни оштетувања кога станува збор за оние што се стари објекти. Да, споменавте за Лихнидос, може само да претпоставиме какви биле градбите тоа време, каков бил земјотресот и што се случувало тогаш, само да претпоставиме, не дека нема да се случи, не дај Боже, меѓутоа не можеме да ги споредуваме сегашното време и тоа време во секој случај. Дали земјотресите во Охридско можат да имаат некакво влијание за појава на последователни земјотреси во други делови на Македонија или тоа што се случува таму останува само во Охридската депресија на македонска и на албанска страна и тука некаде преспа југозападна Албанија? Не, тоа е сконцентрирано таму. Значи, директно влијание на овие земјотреси на било кој регион на територијата на Македонија нема. Меѓутоа сепак она ослободување на енергија, значи она напрегање што се ослободува, нормално дека се расширува во останатиот дел на Македонија, меѓутоа за да може да настанат земјотреси, потребно е нели да се акумулира огромно количество на енергија. Значи сега не значи дека ако имаме земјотрес во Охрид дека сега паралелно можеме да очекуваме земјотрес во Скопје или во било кој друг дел на територијата на Македонија. Поврзана ли е Македонија? Зборувавме и претходно кога гостувавте, меѓутоа да потсетиме дали е поврзана со она што случува во Грција, на островите, со тие ерупции таму, односно со тие земјотреси таму? Директна поврзаност не постои. Значи, никогаш не можеме да кажеме дека ако имаме земјотрес во Грција, дека ќе имаме земјотрес во Македонија. Оние напрегања што се акумулираат во нашите расени дислокации, всушност потекнуваат од албанската страна, односно од кршењето на Јадранската микроплоча. Така да кршењето на Јадранската микроплоча под целиот оној систем, еве да го наречам западниот дел на Македонија, каде што е Албанија и западниот дел на Македонија, акумулира огромно количество на енергија која што се распределува во внатрешноста на плочата каде што се наоѓа нашата територија. Во моментот кога таа енергија, значи тоа напрегање, ќе ја надмине еластичноста на стената, тогаш настанува поместување на блоковите. Значи не само локалното напрегање, него големо влијание има и регионалното напрегање, поточно од кршењето на Јадранската микроплоча. Значи од таа страна се најголемите напрегања. Владеете со материјата, меѓутоа ќе си повторувате вака. Кога ќе ве повикаме, чисто да не подсекате. Повторувањето е мајка на знаењето, така се вели. Во однос на последиците на земјотресите во Охридско, дали постои некаква опасност од некаква ерупција на Косел или вулкан Дувало во селото во Охридско? Научниците велат дека тоа е солфатара всушност која што само ослободува некакви гасови. Да, тоа е значи поствулканска појава, фумарола сулфатара. Порано екзистирале на овие простори активни вулкани, меѓутоа веќе тие се одамна изгаснети. Имаме значи остатоци од кои што се на некој начин показатели дека навистина сме имале дека вулканска активност. Една од таа вулканска активност кој што е остаток, мислам остаток од таа вулканска активност е постоењето на така наречен под името вулканот Косел, односно фумарола сулфатара. Така да не се очекува вулканска ерупција со активирањето на различните дислокации, односно создавањето на земјотресите. Или обратно, да се активира вулканот па да се создадат земјотресите. Добро, што вели науката со оглед на тоа дека константно сте во тек, константно сте во контакт со развојот на науката за земјотресите, за ерупциите и слично? Напредувате ли, се информирате ли, има ли некои моменти кои што носат нови моменти во вашата професија? Па да, ние континуирано се надградуваме со знаење.
континуирано сме во контакт со многу колеги од целиот свет. Меѓутоа, она што недостасува конкретно кога станува збор за нашата држава се сеизмолошките станици. Бидејќи колку е поголем бројот на сеизмолошките станици, толку е подобра самата локација на земјотресите. Па затоа и во контекст на моветот можам да напоменам дека навистина ние сега ќе поставиме сеизмолошка станица во Охридско епицентрално подрачје, се со цел за да може со помошта на таа сеизмолошка станица да се подобро регистрираат, односно лоцираат земјотресите. Така да тоа што недостасува е голем број на сеизмолошки станици, се надевам дека владата ќе има слух за поставување и закупување на сеизмолошки станици, бидејќи на тој начин ќе можеме на некој начин да се заштитиме од земјотресите, ако не директно да можеме да предвидиме со ден, време и час кога ќе се случат земјотресите и со одредена јачина, меѓутоа со зголемувањето на бројот на земјотресите ќе се подобро лоцираат оние временски периоди на повторување на земјотресите, така да ние на некој начин ќе бидеме спремни за она што понатаму не чека. Добро, обично се вели дека Холивуд ја не ова историјата што следува. Сите апокалиптични филмови почнуваат со оние луѓе, нели, сам што е пие чај или кафе некаде во некоја мерна станица, чита инструменти, па да се топи мразот, па се случуваат земјотреси. Колку се битни станиците вакви сеизмолошки? Па доста се битни, значи збогатувањето на телеметриската мрежа на нашата држава е битно, значи не само во сеизмолошките истражувања, него во поглед на проценката на ризикот од земјотрес, значи во поглед на сеизмичкиот хазард и сеизмичкиот ризик. Така да колку повеќе имаме ние сеизмолошки станици, толку повеќе ќе можеме да ги регистрираме земјотресите и односно подобро да ги лоцираме каде точно се наоѓаат земјотресите, бидејќи врз основа на зголемениот број на земјотреси доаѓа до хомогенизирање на каталогот на земјотресите, од каде што понатака произлегуваат сите понатамошни истражувања кои што ги користат голем број на институции, поготово таму каде што се проценува ризикот од случувањето на земјотреса, значи поготово во областа на градежништвото. Случајно или не, сите бели природни катастрофи не се случуваат меѓу 4 и 5 часот наутро? Тоа е случајно, морам да кажам, да, се случуваат и навечер и рано утро и во текот на денот, значи тоа е случајност, меѓутоа е така останало дека навистина кога земјата, кога луѓето мируваат, дека тога се случува земјотрес. Иначе е случајно, не може да се одреди времето кога ќе настане земјотресот. Со оглед на тоа, ова го споменавме, со оглед на тоа дека нели и последните охридски земјотреси посилните беа некаде 4 часот и 30 на 3 јули 2017 година земјотресот со магнитуда 5, значи тој што е најсилен, се случи во 11 часот и 18 минути попладне. Така да овој земјотрес што беше почувствуван сега со магнитуда 3,9 на 16 јуни годинава се случи, са месецов се случи во 4 часот и 34 минути, со магнитуда 3,9 и интензитет 5 според Европската макросеизмичка скала. Значи, јас суштина само ќе повторам. Има ли простор за паника? Нема простор за паника и сите податоци потребни околу земјотресите што се случуваат, значи ние ги објавуваме на нашата страна и пуштаме нели известување до сите медиуми и апелирам да се пренесуваат, да се земаат тие податоци, тие параметри кои што ние како сеизмолози ги одредуваме во сеизмолошката обсерваторија која што е дел нели од природно најрелевантна и единствена меродавна. Да, ние сме единствена институција во нашата држава која што ја има таа сеизмолошка служба, со закон сме нели задолжени на некој начин да следиме сеизмичката активност и да ги известуваме граѓаните во случај на почувствуван земјотрес. Така да со самото тоа известување ние ги известуваме за параметрите, а нашата работа како сеизмолози започнува откако ќе заврши целата земјотресот, главниот земјотрес и автершоковата, значи целата серија условно да кажеме ќе заврши, тогаш започнува нашата работа како сеизмолози да одговориме на прашањето зошто, каде и како настанал земјотресот и што понатака не очекува. Катерина Доргрешка, професор доктор, раководител на сеизмолошката обсерваторија при ПМФ, Природно-математичкиот факултет. Благодариме што дојдовте утро. Дојдовте многу порано, ама ете, го дочекавме моментот да им презентираме на граѓаните и да ги смириме малку. Да ги смириме, исто за паника нема дефинитивно.